Но и покрај референдумот животот продолжува. Да видиме докаде е канализацијата во Македонска Каменица. Елена, немаме вест за ова. Дај прочита нешто за референдумот, човече. А сега на линк го имаме експертот за евроатлантски интеграции, професор Јордан Хаџибогатинов, Десков, Петковски Миланов или скратено професор Јоци, кој се јавува од центарот на Брисел. Морам да ви исправам, не сум баш во центарот, на периферија сум од Брисел, али сум тука. Каде што предпоставувам сте неполн месец. Па не, за жал, денеска дојдов, само што дојдов. Професоре, да ве замолам за ваша анализа на резултатите и генерално за значењето на референдумот за нашето општество. Со оглед на тоа што двете страни околу и за референдумот прогласија победа, во духот на победата, јас би сакал да им честитам и на едната и на другата страна. А како гледаат на резултатите од референдумот во Брисел? Видете, па они сметаат дека ова е голем чекор за државата, а мал за човечанството, што би рекол Луис Армстронг, да не речем Сачмова. Како понатаму? Да, браво, Јелена, одлично прашање. Понатаму ќе треба храбро и мудро, сите заедно во една изнадпартиска мисија да влеземе во нови предизвици на градење на општество кое ќе биде, како да речам, нормално. Општество базирано на систем на равноправност, професионализам, образование како приоритет, награда еднаква на трудот, без клиентализам, без роднини и врски и најважно, без криминогени влади кои нема да имаат изговори за минатото како би можеле да не внесат во иднината овај. Професоре, имате ли можеби нешто да додадете, нешто што не сме ве прашале? Па реално јас би одземал, меѓутоа такво беше сценаријата. Професоре, уште еднаш ви благодарам.